Денес повеќе ќе зборуваме за учебникот, за книгата насловена како Криминологија од авторите доцент доктор Ангелина Станојовска и професор доктор Переја Слимовски. Драги мои, предлагаме пред да го погледнеме прилогот, ќе започнеме со малку зборување, односно ќе представиме нашата гостинка, која што е една од авторите токму на оваа книга. Станува збор за доцент доктор Ангелина Станојовска. Еве, добре дојдовте за прв пат во телевизија Мега. Како сте? Добро утро, и вам и на вашите гледачи. Прво да ви се благодарам за поканата, за да имаме можност да ја промовираме криминологијата. Честитки за книгата и секако да се множат. Благодарам. Како настана иницијативата токму еве да ја покажеме за оваа книга? Дали е книга, дали е учебник и кому му е посветена? Нели кој може се да ја користи? Значи, вака, со професорот Слимовски се познаваме веќе скоро 4 години. Првично професорот ја предаваше криминологија на правниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски, јас работев на вежбите. И така преку работата дојдовме до иницијатива сето она што го имавме сработено како материјал за студентите да го направиме во една книга која што се разбира ќе остане и понатаму ќе може да се развива и да прерасне во нешто поголемо. Колку време беше потребно вака за подготовка, сепак книгата е навистина обемна? Добро, да кажеме крајот некаде околу година дена беше, меѓутоа претходно сигурно уште една година беше, така што сепак за да оставите нешто нели треба малце и подолг период, затоа што опфаќа доста повеќе теми за кои што е потребно подолго време да ги истражувате, да соберете материјал нормално и нешто свое да оставите внатре во текстот. Сметате ли дека со самата промоција еве направивте повеќе запознавање нели со граѓаните за тоа дека сте направиле нешто и задоволни сте од самата промоција? Па да ви кажам, промоцијата мислам дека исполни незината цел. Целта беше нели да јавноста се запознае дека еве се случува нешто и во науката, меѓутоа и во Битола, малку да се тргнеме од она што е се концентрирано во главниот град. И мислам дека криминологијата како наука заслужува многу повеќе внимание и заради тоа баш одидовме на промоција повеќе заради науката отколку за себе. Так, еве предлагам од режија доколку е подготвен прилогот да го погледнеме, да видиме како беше самата промоција. Новиот учебник по предметот Криминологија за студентите од Правниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, Криминологија од авторите професор доктор Переја Слимовски, доцент доктор Ангелина Станојовска, синоќа беше промовиран пред битолската јавност. Целта на учебникот всушност е да даде придонес кон криминолошката мисла во Република Македонија, бидејќи за жал, иако сме земја која што долго време се обидува да вложи во науката, се уште криминолошката наука, односно мисла повеќе на македонски јазик, се уште немаме толку многу колку што треба и колку што заслужува како наука. До сега на студентите им беа на располагање само 2 учебници по криминологија од професор Зоран Сулејманов и професор Љупчо Арнаутовски, кој е рецензент на најновото издание. Криминалитетот велиме дека многу сложен феномен, како во поглед на неговото поимање, така и во поглед на активностите за негово попречување и сузбивање, особено во почетокот на 21. век, во тие процеси на глобализација, со сета своја динамичност, наметна такви облици на криминалитет со својот обем, со својата динамика, со последици за кои што или малку знаеме или воопшто не сме знаеле, и тоа предпоставува нужни темелни промени во организирањето на безбедносните системи. Како издавач на книгата Криминологија се јавува Правниот факултет и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Еве погледнавме како беше промоцијата. Задоволни ли сте од сугестиите, нормално од присутните, што кажа токму за појавувањето еве на ваква книга? Па да, бидејќи доста голем дел од присутните беа студенти, така што таа укажува дека сепак сме
всадиле, да кажеме, малку повеќе интерес кон криминологијата. Има ли интерес од страна на студентите? Бидејќи станува збор за криминалот секогаш за жал бил секојдневие, каде може се да се примени оваа книга? Може ли за стручни лица кои што се занимаваат, работат на полето на криминал? Да, значи Било да станува збор за Министерство нели за внатрешни работи покрај образовниот процес. Првично всушност учебникот е наменет за студентите кои што изучуваат криминологија, меѓутоа може да послужи нормално и за оние кои што работат во област, на пример, или припадниците на Министерство внатрешни работи и некои други кои што исто работат во државните органи на прогонот и нормално за некои кои што, да кажеме, се интересира да прочита малку повеќе. Од што се состои, кои делови ги има оваа книга? Значи, учебникот е систематизиран во 4 дела, кои што се однесуваат првиот дел нормално на поимот и предметот на криминологијата и нејзиното место во системот на науки, бидејќи низ годините постоела дискусија за дали е правна или е социолошка наука и на крајот нормално успел да се најде некој компромис за тоа дека е правно-социолошка наука. Потоа другиот дел, тоест вториот и третиот се однесуваат на незините делови, односно криминалната феноменологија и криминалната етиологија. Феноменологијата е делот кој што го изучува обемот, динамиката, структурата, структурните промени на криминалитетот, појавните облици во кои што криминалитетот може да се појави, како и карактеристиките на сторителите и жртвите на одредени типови криминалитет. Делот етиологија е всушност делот кој што ги изучува криминогените фактори кои што може да влијаат за појава на криминалното однесување. Значи ги имаме накратко со професорот обработено оние фактори кои што влијаат на макрониво, на микрониво, односно она што го обкружува сторителот, како и оние кои што влијаат, односно се внатрешни криминогени фактори врзани со психичките карактеристики на сторителите. И нормално етиологијата има еден дел кој што е за нормално за теориите за криминогеното однесување, кои што почнуваат уште со антрополошката теорија на Чезаре Ломброзо, кој што се смета дека е татко на криминологијата, па се до овие нови со криминолошки теории, како на пример еколошката теорија или пак теоријата на опортунитет. И четвртиот дел се однесува на криминалната политика, која што всушност ја обработува општествената реакција и тоа како заедницата реагира на криминалното однесување, значи и репресивните и превентивните мерки кои што може да се преземат за да се спречи појавата на криминалитетот. Дали заедно, како автори, сработувавте за сите делови од книгата? Или секој засебно работеше, може би е предпоставка, вие за првиот дел, професорот за вториот дел, или во секој дел работевте заеднички? Не, или секој со експертското поле? Не, значи останавме на тоа да оди како заеднички труд, значи воопшто не се поделивме, туку да кажеме нешто кога некој ќе сработеше, па другиот ќе го видеше и обратно, така што на крајот составивме нешто заедничко без да се поделиме на одредени делови. Беа ли потребни одредени истражувања? Статистички податоци, може би истражување на територијата на Република Македонија, колкав е процентот на криминал, во кои области најповеќе е застапен, кои се најповеќе прави криминал, нели? Чи во рамките на делот за феноменологија всушност има одредени податоци за типовите криминалитет кои што се појавуваат во Република Македонија. Искористивме податоци од Државниот завод за статистика, кој што на годишно ниво објавува публикација сторители на кривични дела, под Министерство за внатрешни работи, како и дел од истражувањата кои што сме ги работеле, например, јас искористив дел од докторската дисертација во однос на трговијата со луѓе на територијата на Република Македонија, така што имавме нешто лично и нешто што го искористивме од секундарните податоци, кои што може да се најдат. И во однос на тоа, нешто што на вашето прашање за кој криминалитет појчесто се јавува, сепак иматниот е оној кој што го зазема најголемиот процент од вкупниот број кривични дела. Што е најповеќе застапено? Има ли нов вид на криминалитет во Македонија, за разлика од изминативе години, имајќи предвид дека новото време си носи нови околности, нормално се развива, за жал, негативна појава, односно негативни криминалитети? Добро, тоа и во самата поделба на
типовите криминалитет кои може да се сретнат. Значи класичниот оној кој што го имаме уште од самиот почеток па се до денес, значи преку насилниот кој што е нормално нешто што го следи човекот од почетокот. Има современи типови на криминалитет. За жал глобализацијата од една страна ги отвори границите и овозможи луѓето и слободно се движат и да комуницираат, но па и развојот на технологијата, но всушност доведе нови типови на криминалитет. Значи организираниот криминал е тој кој што се појави и го имаме преку трговијата со дрога, трговијата со оружје, трговијата со луѓе. За жал во моментот криумчарењето мигранти заради ситуацијата која што е врзана со бегалската и мигрантската криза која што има во Европската унија и се разбира која што не надмина нас. Потоа преку компјутерскиот криминалитет кој што се појави со развојот нормално на компјутерите, како и новите форми на економско-финансискиот криминалитет заради нормално новите форми на економско работење. Еве по некоја случајност, денес се прославува меѓународниот, односно светскиот ден на мигрантите, односно на бегалците. Напоменавме веќе, бидејќи Македонија е дел, за жал е дел од тоа движење на огромен број на мигранти, на бегалци, но за тоа подоцна предлагам да направиме една кратка музичка пауза, а потоа ќе зборуваме токму за таа состојба во Македонија. Продолжуваме со разговорот за промоцијата на книгата, односно учебникот Криминологија. Напоменавме дека денес е светскиот ден на мигрантите, односно на бегалците. Еве, имајќи предвид дека дел од овој учебник офаќа теми поврзани токму со мигрантите, со бегалците, еве што е ваше лично мислење, став во однос на состојбата која што еве за жал е дел и Македонија од истата и што сметате например дека Македонија еве треба да направи, треба ли да ги следи тие европски начела како што се движи или Европа да се движиме и ние? Па првично всушност промоцијата беше врзана со и мала дебата која што се однесуваше на криминалитетот поврзан со мигрантската и бегалската криза во Европската унија и кои се предизвиците за Република Македонија. За жал во моментов сме сведоци значи на едно од поголемите миграциони движења по на трансатлантска трговија со робови и потоа миграциите во Првата и Втората светска војна. И иако крајната цел е Европската унија на лицата кои што се движат, сепак Република Македонија неизбежно се наоѓа на балканската рута на движење на мигрантите, која што всушност во основа е и рутата на која што се движи организираниот криминал. Има еден податок кој што кажува дека од 19 јуни всушност, откако Република Македонија за да го намали бројот на кривични дела врзани со криумчарењето мигранти, бидејќи секогаш мигрантите ако легално не можат да влезат во некоја држава и да стигнат до крајната цел, ги користат организираните криминални групи. Го променивме законот за азил и привремена заштита и вклучивме можност за мигрантите кои ќе влезат на територијата на Република Македонија, односно на граничниот премин Богородица, да добијат потврда за искажување намера за барање азил, со која што имаат право за 72 часа или да се појават во Центарот за странци во Скопје и да побараат азил или да ја напуштат Република Македонија, меѓутоа добиваат начин легално да се движат низ нејзината територија. Така што податокот кажуваше дека од 19 јуни, значи откако почнаа да се даваат тие потврди, околу 323.000 лица всушност минале низ територијата на Република Македонија, што сепак е голема бројка за толку краток временски период. Што би требало Република Македонија да прави? Лично јас сметам дека треба да се оди по она што ќе го каже Европската унија, бидејќи тоа е крајната цел, ако Европската унија, како што се случи пред краток временски период, каже дека економските мигранти, тоа се оние лица кои што доаѓаат од земји кои што не се зафатени од воен конфликт, не смеат да одат во Европската унија, тогаш и Република Македонија, како што веќе и прави, не смее да ги пушти на нејзината територија за да продолжат да транзитираат натаму. Во моментов само лицата кои што доаѓаат од земјите кои што се зафатени со воен конфликт, значи тоа се Сирија, Авганистан и Ирак, смеат да транзитираат до Европската унија. За жал, до некаде човек смета дека не е човечки да се прави така, меѓутоа
сепак кога се работи за повисока политика, сега се разбира тоа, вие Европската унија во моментот, сепак Македонија треба да ги следи препораките на Европската унија и нормално сепак до некаде да се однесува и хумано кон лицата кои што за жал поради одредени моменти во нивниот живот морале да напуштат својата земја. Кои се они најнегативни последици кои што настануваат при вакви кризи, односно зголемен број на бегалци кои што транзитираат низ нашата територија, низ територијата на Македонија, кои се оние последици кои што остануваат кај нас, на нашите граѓани, на нашето тло? Добро, на нашите граѓани можеби не толку, заради тоа што само се минува низ територијата и тоа организирано се минува, значи не е тоа индивидуално кога ќе влезат на територијата на Република Македонија во Гевгелија, или има организирани возови кои што се чисто линии само за мигрантите. Намерно ние во текот на дебатата споменавме за криминалитетот. Би рекла дека ова всушност е добра ситуација за организираните криминални групи и за кримчарењето мигранти посебно како кривично дело. Затоа што нели сега економските мигранти не смеат додат натаму и секоја забрана всушност кај криминалот ви е добра можност за бизнис всушност. Така што на пример Европол има еден податок дека дури 30.000 лица ви се вклучени во кримчарењето мигранти, дека во Измир кога одите таму можете без никаков проблем да најдете човек кој што за одредена сума некаде од $1,200–1,500 ќе ве пренесе до островот Лесбос во Грција, па потоа нормално таму ќе најдете друг кој што е дел од организираната криминална група, па се до крајот на рутата. Кај нас честопати мигрантите се жртви на одредени типови криви, например, почесто на имотниот криминалитет, може да се ограбени, може да се нападнати заради нормално сега сепак ксенофобијата е појава која што не можеме да ја тргнеме од општеството и некои луѓе гледаат поинаку на тие лица и имаат одредена представа дека можеби лицата ќе влијаат негативно на општеството. Така што сепак повеќе сметам дека организираниот криминал е тој кој што добива многу во оваа ситуација. Во однос на истражувањата нели што ги правевте во самата книга, може ли да се направи една паралела на развојот во кога станува збор нели за образовниот процес, вакви материјали во однос на криминологијата е една паралела со тука и надвор од нашата Македонија? Добро, Македонија, нели, се уште сме, условно да кажеме, млада држава, заради тоа што претходно бевме дел од Федерација, па потоа станавме самостојни. И во рамките на Југославија имаше развој на криминологијата. По самостојувањето има неколку криминолози кои што навистина развија криминолошката мисла во Република Македонија, почнувајќи од професорот Љупчар Нудовски, кој што е всушност еден од рецензентите на нашата книга, кој што има оставено капитална криминологија во Република Македонија, значи тоа е еден учебник кој што искрено не мислам дека за брзо време некој би успел да го надмине тоа што е содржано таму. Потоа професорот Зоран Сулејманов, кој што беше нели уставен судија, исто така има криминологија која што доживеа две изданија, едното е македонска криминологија, другото е чисто криминологија. Би ја споменала и професорката Чачева, која што се жал е покојна, меѓутоа беше еден од подобрите криминолози, работеше во Институтот за социолошки, правни и политички истражувања и вистина има оставено позади себе голем број на криминолошки истражувања и нормално професорот Оливер Бачановиќ, кој што е всушност и декан на Факултетот за безбедност, е вториот рецензент на криминологијата и кој што е всушност и од дел од криминолозите, меѓутоа и барем за мене лично и сметам дека и во така и пошироката јавност смета еден од подобрите виктимолози на Балкана. Што е навистина за пофалба. Еве овој учебник, оваа книга може ли да најдат нели обичните граѓани кои што можеби се интересираат токму за незината содржина, каде може тоа да го сторат, бидејќи имајќи предвид фактот дека тие што студираат нормално име како задолжителна
тема содржина заложителна која што е во учењето, во студирањето, еве можеби некој се интересира, разгледувајќи ја истата, навистина има што да се научи, барем за оние основни поими каде што како обичен гледач, кога гледаме или телевизија или особено вести, не знаеме за што станува збор. Криминологијата може да се најде, значи, на правниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски или пак кај мене или кај професорот. Така што секој кој што е заинтересиран може да дојде до неа и да прочита нешто повеќе за криминалитетот и неговите причини. За крај на нашиот разговор, што е она што најповеќе треба да го знае обичниот граѓанин, еве обичниот гледач, кога станува збор за криминалитетот? На што треба да ставиме акцент и еве како граѓани на што треба да внимаваме? Па не, ако тргнеме од, еве, како пример теоријата на животниот стил, која што начинот на живот го врзува со тоа дали некој ќе го зголеми со тоа ризикот од виктимизација или не, или ќе стане жртва или не. Во рамките на виктимологијата, кој што порано била дел од криминологијата, меѓутоа денес е одделена како посебна наука, се става акцент на виктимогените предиспозиции, односно кои карактеристики ги има човекот да го направат да биде ранлив на одреден тип криминалитет. Не мислам дека постои некоја волшебна формула со која што човек би можел да се заштити, бидејќи покрај карактеристиките кои што ги има жртвата, тука се и карактеристиките на сторителот, но и ситуацијата во која што, кажеме, сторителот ќе дојде до заклучок дека тоа е моментот да го изврши кривичното дело. Сепак постојат одредени технички средства во однос, например, на имотниот криминалитет со кој што човек би можел да се заштити. Меѓутоа, сепак државата е таа која што треба да презема превентивни мерки со кои што би се намалиле оние фактори кои што влијаат на глобално ниво и на таков начин би го намалиле процентот на кривични дела. Меѓутоа, како што би рекол па Диркем, од друга страна, ако го немате криминалитетот во општеството, тогаш општеството ви станува летаргично и не менува ништо во него. Така што сепак до некаде е добро малку да имате криминалитет. Еве, тикнало едно прашање. Се станува ли лесно криминалец? Може ли секој да биде криминалец и дали тоа оди лесно? Па, тоа го спомнав. Или влијат нели фактори кои што човек го терат, едноставно го притискаат до зидот па да стане криминалец? Значи, мој субјективно мислење од секогаш било, јас таа реченица ја кажувам секогаш, дека дури со студентите кои разговараме, дека во секој човек има мало чудовиште кое што во зависност од многуте фактори, тргнувајќи од внатрешните кои што ги има човекот, но и оние кои што влијаат однадвор и во микросредината која што е нели најблиското обкружување, значи семејството, училиштето, соседството, средствата за масовна комуникација, тргнувајќи потоа и од оние кои што влијаат на глобално ниво, значи дали тоа економијата или урбанизацијата или транзицијата која што ја имавме одреден временски период. На крајот доаѓаме до тоа дали чудовиштето ќе излезе на површина или ќе остане таму скриено некаде, или например како што кажал Фројд, секогаш кога станува збор за криминалитетот е постојаната борба меѓу ити суперего за тоа кој ќе го надвладе егото, односно кој ќе надвладе врз нас за да извршиме одредено кривично дело. Одличен завршеток. Ви посакувам за крај на нашиот разговор многу успеси, многу напишани дела, што помалку криминалитет се подразбира, еве и самото укажате дека убаво е во мала доза, но сепак да се има граница, да. Се гледаме во следна прилика за други теми кои што се поврзани токму со криминалитетот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата и се надевам ќе имаме уште многу средби поврзани со науката, а помалку за криминалитетот. Секако. Драги мои, продолжуваме ние сутринската програма, имаме уште многу други содржини.